Цивил медија. Што се опфаќаат овие анализи на Хелсиншкиот комитет и на кои адреси треба да пристигнат истите? Станува збор за две различни анализи кои што паралелно беа спроведувани од страна на два експертски тима. Првата анализа се однесува на анализа на задоволството од механизмите за заштита на работничките права и ги таргетира сите заштитни механизми кои што можат да бидат активирани кога работничките права се прекршуваат. Тоа е анализа која што треба да ни покаже колкава е ефикасноста од една страна на заштитните механизми, колкава е достапноста, колкава е пристапноста на заштитните механизми, колку е информираноста на работниците за постоењето на овие механизми, колку се користат и на крајот од денот нели кој е резултатот од користењето на овие механизми. Тоа е едната анализа која што е спроведена. Втората анализа се однесува малку повеќе на стандардите кои што треба да се испочитуваат за работничките права, колку истите имаат своја примена во Македонија. Се смета, кога зборам за стандарди, мислам на прво домашните стандарди кои што се пропишани во домашната легислатива, директивите на Европската унија, меѓутоа и сите оние стандарди кои што ги пропишува меѓународната организација на трудот. Значи, ова е една анализа која што треба да каже и да даде резултат во однос на тоа колку е до сега спроведеноста и што треба да се спроведе. Ова е нешто кое што покрај, да кажеме, власта и донесувачите на одлуки треба да го видат и работодавачите. Дефинитивно двете анализи треба да бидат во насока на унапредување и подобрување на легислативата која што ги регулира работничките прашања и трудовото законодавство. Од една страна и тоа треба понатаму нели да доведе до посрекни, подобри, попродуктивни работници чии што права ќе бидат повеќе почитувани. Дали очекувате некаква реакција од институциите и доколку да, каква би била таа? Секако дека очекуваме некаква реакција, тоа би требало да биде пред се реакција во смисла на прво би сакале да ги видиме институциите напрес. Имаме потврденост од неколку, да кажам, стейкхолдери дека ќе дојдат на пресконференцијата. Сакаме анализите да бидат разгледани, веќе се направени од експертски тимови, од по 4 експерти во секој тим кои што се докажани, да кажам, професионалци во својата област. И секако дека при донесувањето на сите понатамошни законски, подзаконски решенија кои што ја уредуваат трудовата легислатива, сметаме дека овие анализи ќе им помогнат на донесувачите на одлуки и на институциите подобро да се ја завршат работата од една страна, од друга страна, како што кажав, тоа да резултира со подобра легислатива, со посретни позадоволни работници. А каква е сега состојбата со работничките права во државата? Малце широко и општо прашање, меѓутоа генерално од веќе 3 години се бавиме со оваа проблематика, иако имаме, да кажам, малце фокус подолг период на текстилната индустрија. Генерално можам да кажам дека се соочуваме со неколку проблеми. Се говорам малце поише за акцент ставам на текстилната индустрија, бидејќи највеќе и најдолго го работиме тоа подрачје. Има некакво подобрување во смисла, да кажеме, на исплаќање на минимална плата, на поголемо почитување на работничките права, меѓутоа се уште треба да се работи, особено во однос на прековремената работа, плаќањето на прековремена работа, треба уште да се работи во однос на давањето и користењето на годишниот одмор, неделниот одмор и слично. Повеќе треба да се работи на тоа работодавачите да ги гледаат работниците како нивни вработени, не едноставно како средства за производство. Има поместување на работите, тоа е особено затоа што имаше и некаква промена на законската легислатива, да кажеме се смени законот за минимална плата, се укина нормираниот учинок. Од друга страна имавме автентично толкување на општиот колективен договор од областа на стопанството, имаме зголемена свест кај работниците за пријавување на прекршување на работнички права и сето тоа влијае да има некакво поместување, односно да има подобрување на ситуацијата. Меѓутоа, како што кажав, се уште има многу простор за работа за да можеме да кажеме дека ситуацијата со почитување на работничките права е добра. Освен зголемувањето на свеста кај работниците, значи нивна поголема партиципација во смисла на барање на нивните права и пријавување на прекршување, освен нашиот дел во смисла на контактирање на надлежните институции и да кажеме работа вака на подобрување и донесување на закони и политики, секако треба да има вклучености од самите работодавачи и треба да има партиципативност од државата која што на крајот на денот треба да биде некаков регулатор во заштитата на работничките права.
А колку често работниците доаѓаат да побараат можеби помош од организациите за нивните права? Дали се доволно свесни за какви се механизми постојат? Па мислам дека имаме прилично често пријавување на повреда на работничките права. Чисто како статистика да имате некаква представа колкава е таа бројка, во изминатава година 2018 година ние имавме опфат од преку 5000 работнички кои што се вработени во текстилната индустрија. Значи, тоа е, да кажеме, 1/5, скоро 1/5 од целата индустрија, која што пријавила некакво потенцијално прекршување на работничките права. Не секогаш кога работниците пријавуваат прекршување на работничките права се утврдува прекршување на работничките права, меѓутоа самото тоа што имаме толкава бројка која што пријавила некакво прекршување, значи дека има прилично големо ниво на свесност, има прилично големо ниво на информираност. Нашата улога во целиот тој процес е да бидеме некаков, да кажам, мост помеѓу работниците и организациите, да пробаме да ги спроведеме сите оние постапки кои што можеме да ги спроведеме, тоа се најчесто управните постапки, и да гледаме да поработиме, некогаш имаме и директна комуникација со работодавачите. За жал морам да кажам дека од оно искуство кое што ние го имаме, се уште малце потврлаат синдикалните организирања на работниците, значи не се организираат доволно во синдикати, и онаму каде што се организираат, повторно кажам, ова е наше искуство, не мора да е генерална слика, синдикатите би рекол не ја вршат целосно својата работа и својата улога, односно не секогаш се ставаат целосно во заштита и одбрана на работничките права. Кажете ми нешто повеќе за настанот за промоцијата на анализите. Настанот се одржува утрото 28 февруари во хотел Арка, со почеток во 11 часот. Ќе има неколку говорници од секој од експертските тимови, ќе има по неколку говорници кои што ќе си ги представат анализите. Настанот ќе го отвори нашата извршна директорка Уранија Пировска, ќе имам и јас кратко излагање во однос на претходните искуства кои што сме ги имале со заштитни механизми, со акцент на Државниот инспекторат на труд. Поканете се, нели, сите новинари кои што имаат некаков интерес, меѓутоа настанот е отворен, секако може да дојде секој кој што има интерес. После настанот секако ќе има и дел кој што ќе биде во однос на дискусија, поставување прашања и слично. Цивил медија